Да, ако не следите од утрово, веќе најавивме која ќе ни биде темата во оброкот на денот. Драго ми е што и оваа сезона си ја продолжуваме нашата убава соработка која што ја имаме. Биле ни е во студиото или нашата драга Билјана Ристевска, која што е познат нутриционист. И прво да ти посакам, Биле, добре дојде во новата сезона. Добре, најдов, благодарам на поканата и поздрав до сите ваши гледачи. Да, ќе бидеме и понатаму корисни, едукативни и ќе зборуваме само за убави работи во смисла на тоа нели дека треба да направите некоја промена во исхраната, да видите можеби што треба да исфрлите или што малку почесто да вметнете во вашето секојдневно мени. Па така ќе зборуваме денеска за кралицата на есента, така? Така ја нарекуваат, тоа е тиквата која што може да се конзумира на многу начини, но веројатно најмногу или најзачестено е претпоставувам печената тиква, варена тиква, така некако традиционалниот начин веројатно. Печена тиква во текот на есенскиот период, иако навистина има многу разни начини на кои треба да биде конзумирана и внесена во нашиот организам, заради тоа што полниот нутритивен бенефит се искористува само кога е таа во сирова форма, не дека нема. Значи бета-каротенот се продолжува и се останува кога е таа нели печена или варена и треба да се конзумира таква заради добрата дигестија преди се. Посебно малите дечиња, односно кога веќе ќе почнат нели со конзумација на храна бебињата, им се препорачува тиквата да биде варена или печена заради нели ензимската дигестија, бидејќи кога е свежа повеќе бара нели потрошувачка на ензими од организмот за да се преработи во стомачите или во желудникот кај дечињата, па затоа тогаш е препорачливо да е варена. Да, варена или печена, идеална за джвакање или за постарите, нели? За конзумирање, да, и за постарите или повозрастните. Еве вака, ние денеска како зборувавме ќе понудиме три начини, така, во три различни комбинации ќе понудиме тиквата и во сирова варијанта, но и во варена од тиквата. Варена. Да. Кажи ми што ти е планот? Три брзи рецепти, едноставни, економични. Едното ќе биде пире од тиква, смути или каша од свежа тиква со додатоци нели на овошје, ќе напоменаме кои може и други освен ова ние денес што го имаме, и салата со сирова исто така тиква. Добро. Значи си купуваме една тиква и од една тиква и многу една. Ова е четвртина од една тиква. Да. Големи се тиквите, растат нели поголеми, така да во зависност од бројот на луѓе за кои што подготвувате, ќе зависи и количината на тиква која што ќе употребите. Да, цената им е сосема пристојна, секој може да си ја дозволи и тоа е само уште еден показател зошто треба да ја имате тиквата многу почесто, особено еве во овој есенски период. Зошто ја нарекуваат кралица на есента? Имаш вака од нутритивна гледна точка некои објаснувања? Заради тоа што тиквата содржи хранливи материи кои што се грижат, односно се борат против бактериите, вирусите кои што не напаѓаат во есенскиот период. И сезоната е токму во есента од причина што ни фали повеќе бета-каротен во текот, односно витамин А во текот на есенско-зимскиот период, таа имаме и во зимата, значи. Таа боја портокалова која што ја има се должи на бета-каротенот кој што е нели фитонутриент, јак фитонутриент кој што се грижи за нашиот имунитет. Понатаму содржи витамин С, кој што исто така е силен и јак антиоксидант, се бори за нашиот имунитет. Има и витамин Е, кој што е добар за кожата и за косата, кој што знаеме дека исто така страдаат во текот на есенско-зимскиот период. Добра е за здравјето на срцето заради тоа што содржи калиум, не дозволува нели покачување на притисокот, односно регулира и масноти во крвотокот. Голема количина на растителни влакна погодни за добра дигестија, за добро варење на храната која што ќе пласираме во организмот и практично таа е нели нашата банана во текот на нели во македонската банана е практично тиква. Затоа препорака наша е секогаш да се конзумираат сезонски намирници кои што се автентични за нашето поднебје и нели тие да бидат застапени 90% во нашето дневно мени. Оние што ни се увезени од страна нека бидат нели само колку ако вие нели мерак или ако имате желба да дадеме приоритет на домашното. Да дадеме нашето на домашното што е овде произведено заради тоа што практично нашиот организам и нашето тело си имаат низ векови години адаптирани на тој начин на исхрана, лачиме ензими кои што преработуваат храна од поднебјето од каде што сме. Практично нели секоја храна која што е од надвор, која што не е позната за нас без разлика дали е тоа индиска, јапонска, кинеска кујна, не знам, можеби некоја европска
храната од овде која што не е адаптирана за нашиот организам, малце нели по чудно во наводници ја препознава нашиот организам и ја прифаќа. Меѓутоа ако на долги нели временски период се исхранувате така секако дека телото премногу не сака и не почитува, ќе почне лачи ензими од оние кои што треба да преработат таа храна која што му ја пласирате на организам. Значи сумирано, тиквата нема нешто што нема во поглед на тие бројни бенефити кои што ги наброја пред малку. Сега нели слаба е на протеини. Па добро, са тоа ќе се надополни. Има 1 грам во 100 грама. Еве ги комбинациите. Има 1 грам во 100 грама, што е нели минимална количина, меѓутоа па и нискокалорична. 26 килокалории на 100 грама, така да погодна и за луѓе кои што сакаат да намалат на телесна маса, односно кои што се на популарните нели диети. Многу актуелни сега во есенскиот период, заради тоа што во текот на летото сме насобрали некој килограм плюс, па сега сакаме некако пред нова година да намалиме. Добре, бе, ти од лично искуство знаеш како одат тие работи и какви се желбите и преференциите на нашите граѓани. Секако да почнеме. Што прво правиме? Прво ќе ставиме тиквата во блендер, прво смутито ќе го направиме. Може, нема проблем. Јас сакам да те прашам од твоето искуство колку луѓето се свесни дека може да се јаде и во сирова варијанта. Затоа што нели најчесто е нели печена тиква, варена тиква, момент што го споменавме пред малку како некој вид на традиција, можеби. Исто како што беше една емисија, мислам за тиквицата кога ја конзумирате во сирова форма. Исти се нели погледите и гледањето кон тиквата, јас кога ќе напомнам салата од тиква, велеа да испечам тиквата. Иако може, нели испечена да е тиквата, и се сечете на коцки сега која што ќе правиме салата. Нормално дека може и така. Меѓутоа, полниот бенефит нутритивен се доживува кога тиквата нели се исползува од телото кога тиквата е во сирова форма, нема никаква штета доколку се конзумира во сирова форма, дури напротив е повеќе точно. Па и поедноставно сметам дека сега ви да земете да исечете тиква, па да ја печете, па да ја варите, ви одзема време. А вака еве ние само изблендаме. Точно, изблендаме сега. Многу наликува на морков. На морков. Тоа сакам да кажам. И ете, можеби дури многу е вкусна, нели? Вака, ти сега пред малку ја проба, велиш додека рендав парченцата што останува, сега еве вака, на која камера сме? Да, чисто да видат гледачите и многу често од луѓето знаат да кажат дали е ова морков. Но да, многу наликува и ете ако некој не конзумира тиква, можете да му ја подметнете вака. Точно. Така и мене ми ја подметнале, па во салата посебно нема или во смути нема да го почувствуваат воопшто. Нема воопшто да се почувствува, да. Си правиш супи од тиква и тие се многу популарни. Да, секако густи чорби. Сега заради условите немаме можност, но густи чорби исто така од тиква се многу полезни во текот на зимскиот период. Нели, ставаме тиква, јас секогаш во било која чорба или супа, главица кромит ми е задолжително во текот на зимскиот период, заради тоа што е многу добар за нашиот респираторен систем, практично за белите дробови и за горно-респираторниот систем, а тој страда во текот на есенскиот период. Понатаму тиквица може да додадете, може и морков да си додадете. Сето тоа го нели подварувате, малку да се обари, блендате, добивате густа каша, на крајот додавате целер магданос, што и да е. Доколку милувате протеин плюс, можете нели грчки јогурт, можете кисело млеко, можете пробиотска култура било која да се додадете во истиот и имате полн оброк. Овде ставив тиква, банана и јаболко. Од истото тоа ќе додадам овде малку кокос, цимет, може да се додадат и неколку ревчиња, може кој што милува, може мед, некако за сладувач. Може да сладуваш колку сакате, меѓутоа сега тиквата ни е блага и немаме потреба, може и урмин, например, за енергија плюс, доколку се. Сега јас додавам овде вода, меѓутоа исто и водата може да биде заменета со некој вид на растително млеко. Значи не експериментирајте, бидете креативни, разбудете вашата имагинација и правете разни. Значи многу мене во главата сега ми доаѓа. Штета не може да има, така? Се е добро да мене сега ми доаѓаат преку 10 рецепти за смути со тиква, например, во глава како идеја. Ова смути слободно може да го конзумирате децата од најрана возраст. Сосема доволно. Оп, добро, ништо страшно. Одлично е. Јаволче имаме парченце. Добро.
Тоа е таа содржина која што треба да се добие. За конзумација не се сомневам дека ќе ни биде превкусно. Тоа е едниот рецепт. Сега одиме со салата или со што? Пирето е наједноставно, тоа сметам дека и секој во домашноста веќе го има подготвено и направено и го прави. И да не е пире, може со лажичка така слободно печената или варена тиква да се исконзумира. Добро. Одиме на подготовка на салатата и сега салатата исто како рецептите за смутија може да биде секогаш од различен тиквата да ни биде основа. Еве ренданата тиква што ни остана. Другиот дел од тиквата може да биде исто така и сецкана, не мора да биде да ја рендаме, ако е во свежа и сирова форма. Меѓутоа бидејќи е потврда, се одлучивме нели ние да ја рендаме. Да, еве сега млада и се уште можеме да манипулираме со незонака ние како што сакаме. Еве ќе сецкаме дел од тиквата, дел рендана во сирова форма, пак напоменувам. Додаваме тука мешана зелена салата заради нели антиоксидансите и хлорофилот кој што го содржи таа, а портокаловата боја како што напоменав заради бета-каротенот и тука веќе имаме имуна бомба, односно заштита на нашиот имун систем. Овде имаме беби спанаќ, имаме рукола, имаме марула, имаме црвена марула. Исто така овде може да се додадете кромитче, може да се додадат брусница, може суво грозие, може сува слива, зборувам за добивање на енергија, за повеќе нели енергија во салатата, може да се додаде доколку нели сакаме да е тај секако нешто ќе додадеме. Фета сирен имаме денес, меѓутоа тоа може да биде и моцарела, може да биде и јурда, за да го надополниме нели оној протеински дефицит кој што самата тиква нели во себе го нема или е оскудна од протеини. Добро. Нешто сакав да те прашам, не избегам. Сега овде како додаток можеме да додадеме било кое растително масло, овде имаме маслиново, имаме ленено, можеме да додадеме семки од сончоглед, од тиква, можеме, еве како ние во случај ќе додадеме оревчиња, исто така тоа се за нели оревите или јатките заради здравите масти, практично за да го комплетираме оброкот, да не биде само салата, туку да биде комплетен оброк. Лично ти биле која комбинација на тиква ја преферираш? Сирова форма, најмногу ја сакам така, да. Ја дури некогаш спремам тиква за печење, ама додека ја сечам си грицкам тиква, пола ќе се издам, така да. Иако милувам на пример во попладневните часови една чаша какао да си направам, едно парче печена тиква и 2-3 оревчиња, тоа ми е лезет за душата. Така да ја обожавам и во таква форма. Иако морам да напоменам дека долги години од мојот живот тиква не конзумирав, како и диња. Тоа значи дека и за мене има надеж? Да, навистина, може би има... А зошто? Тоа окото лажало, веројатно. Тиква почнав да конзумирам некаде пред 20 на години. Што е пак долг период, нели? Меѓутоа претходно ми било некако, не знам, конзистенцијата, текстурата, дињата па посебно ми била така некако плига и не сум ја конзумирала. Сега изминативе, нели, две децени веќе конзумирам и навистина е супер. Сега не можам да се одвоиш. Веројатно имаш и клиенти кои што се слични на тебе и на мене. Ако ми кажат има нешто и она што не јадам, почнам прашувам, ја се јадам. Да, сега ќе дали има такви луѓе кои што ите баш од некој што не конзумирал, сега станал страствен љубител на тиква, затоа што навистина во бројни варијанти може да се користи. Не само на тиква, дури јас сум имала пациенти кои што не сакале да пробаат спанаќ. Тоа зелено, тоа никогаш нема шанса да го гледам, сега ми леле, кога не може зависен стана под спанаќ и во сирова форма исто спанаќ. Да, и тој може така да се јаде. Точно. Всушност, многу работите во сирова форма се многу подобри за организмот и за нашето тело. Знаете како сето тоа е навика или одвика од нешто и сето тоа е доколку подолг временски период му го пласираш некому, практично како и на дечињата, нели? Тоа му влегува во главата, добро бе, па спанаќот не е толку, шај да пробувам нешто, досади женава со зборување, навистина од таа причина пробуваат и не се покајале до сега за сето она што сме се натерале во наводници да го пробаме. Сме ги натерале само на добри навики. Еве ти вилушка, што ти треба каков сад? Без разлика, може и во... едноставно ќе покажеме. Едноставно се сите и брзи. Еве тиквата, еве чисто да им кажеш колку време може да се вари, иако
зависи од зрелоста на тиквата, затоа што сега нели сега практично август септември зрееше и сега има сонце, нема сонце, која е позелена, која е по ево ова тиква добро созрена затоа што гледате одма веднаш се лупи. Да, поедноставната не, значи ќе си провери секој според со вилушката, како вилушката влегува во текстурата на тиквата, значи доволно варена, некојаш и помалку варена, ако ја правите за пире не е никаков проблем. Моја препорака е за дечињето, ние помалите, во комбинација со тиквата да додадат и варено јаболче, да направат нели на кашеста структура, односно пире од јаболка и од тиква и да го даваат на дечињата како ужин. Еве го пирето од тиква, тука секако дека може да додадеме за сладувач, меѓутоа тиквата е блага, може метче, може шеќер не, многу наши домакинки печат тиква со шеќер, односно кога ќе го нарадат плехот со тиква, дозгора си ставаат по 2-3 лажици шеќер, никако при печењето на тиквата, односно и потоа немате потреба да давате шеќер, заради тоа што таа содржи висока концентрација на аглени хидрати и тоа здрави аглени хидрати, нерафинирани шеќери, и тие се пожелни да бидат внесени во нашиот организам, а не белиот кристал рафиниран шеќер. Не додавајте, подобро потоа додадете си мед, додадете си сироп од урма, додадете си агаве, отколку да додадете нели бел кристал шеќер. Додадете некој кокос доколку додадете, цимет може да се додаде, некој оревче исто така имаме ние веќе десерт. Да. Блак. Затоа што нели рафинираниот шеќер најчесто го користиме за луѓето да добијат некоја блажина. Еве сега Исто пирето, извини, Цеце, пирето тиква исто може да оди и во солена варијанта, доколку му додадеме тука маслиново масло, му додадеме малку, и потребаш и така да ни направиш. Оди во солена комбинација. А што правиме со блажината? Нема да блажи кога вие ќе додадете маслиново масло, ќе додадете малку сол, ќе додадете можеби некоја маслинка и навистина е преубаво и тоа солено пире. Може и лукче да се додаде во истото за текот на зимскиот период и навистина треба да се искористи намаз да се направи тиква точно, да се искористи нели она што го имаме во моментот, да се искористи целата полезност од тиквата и да биде, еве доколку не можете секојдневно, иако може, вие испечете тиквата за цела недела имате да тиква која испечете, меѓутоа доколку или во сирова форма ако е, изрендајте таа стои во стаклена нели амбалажа во нашите фрижидери, додавајте си во било која салата, што и да сте направили зелка, ако направите салата, сега актуелна во текот на есенскиот период, додадете тиква во таа салата, гледате да се конзумира на дневно ниво во нели минимална количина нека, меѓутоа ќе имате само бенефит, имунитетот ќе биде навистина на високо ниво. Немојте да имаме навика нели конзумираме само тренди храна, не храна која што е нели пак ќе напоменамо нашата поднебие и актуелна и практично сезонска, некако сме на нешто полесно. Например, јас во изминатиот период имав една средба кај мене со пациент помлад и прашувам нели тиква, калинка, мушмула, вака ме гледаш, што е тоа мушмула? Мушмула немаат поима мојата генерација. Сериозно, Јас секој честни исклучоци, јас и моите деца не знам, ги немам прашувам сега ми текна, ќе ги прашувам, не знам дали знаат мушмула што е. А навистина толку бенефит има и треба да се конзумира и ја имаме овде. Ние сме најчесто научени на нешто што е полесно, мандарина, банана, па портокалот е веќе научна фантастика како треба да го излупиме. Треба некој друг да го или калинката. Калинката посебно, нели затоа моја препорака е сето она што е тука, дајте си малку време, инвестирајте во себе, затоа што тоа навистина се исплати на крајот од денот. Можеби ќе ви потроши малку повеќе време, меѓутоа тоа гледате како позитивно потрошено време. Немојте се критикувате веднаш инвестиција во себе. А не нервозно да настапите, тоа сега кој ќе чисти калинката, па се дома ќе ми се, нели, ако настапите веднаш негативно, негативен е крајниот исход. Ако настапите со љубов и позитивно, верувајте дека нема ништо тешко, посебно не во подготовката на храната и во вашата грижа за сопственото здравје. Многу убаво кажано. Биле некаде пред крајот, само сакам да се навратам на муабетот за рафинираниот шеќер, да и мислам дека и тоа полека некако се менува, особено од овие нови генерации, кои што навистина избегнуваат да го користат и наоѓаат соодветна замена, а имаме бројни соодветни замени кои што може да се користат. Како стоиме на тоа поле, дали се уште имаме луѓе кои што одбираат дефинитивно да одат со белиот шеќер? Имаме шеќер зависни луѓе, практично. Да, тоа е вистинска зависност. Шеќер зависни луѓе, се пациенти кои што се навистина зависни од кристал бел шеќер, кои што не може да се откажат од истиот, не во сирова форма, нели сега да правиме. Тоа е значи сладки, колачи, бисквити, круасани, се подготвено од истиот.
борба е да се откажете, значи тоа е баш како зависност, дефинитивно. И колку повеќе го конзумирате, толку повеќе ви бара организамот од истиот, иако не сме свесни дека само негативни последици имаме од конзумирањето на шеќер. И моја препорака е колку можат и младите мајки, секогаш јас сум победна од почеток да се почне нешто, да не даваат шеќери на децата заради тоа што само прават несвесна, во моментот несвесна или подсвесна зависност кај детенцето од благо. Не го наградувајте со чоколада, не го наградувајте со круасан, наградете го со нешто од кое што ќе знаете што ќе земе, што ќе извлече подобро. Купете некоја сликовница доколку не сака да прифати некој вид на храна, меѓутоа никако немојте со сладки производи. Иако мамат од сите страни, иако ги имаме за многу ефтини пари, и палета широка од за мене неупотреблива храна и непотребна воопшто за нашиот организам. За тиквата не напоменав уште нешто, морам да го кажам, заради тоа што содржи фитохемикали како зеаксантинот и лутеинот, е многу добре за здравјето на нашите очи. Практично луѓе кои што конзумираат долгорочна тиква го одложуваат и носењето на очила во текот на животот. Да, меѓутоа кои што конзумирале, па еве нашите предци, ако се навратиме наназад, јас дедо ми на 90 години читаше весник без очила. Сега не е сето тоа само тиквата, нели се си има свој, ние се сме екран зависни и тоа е друга тема на разговор. Значи сите сме, нели, пред лаптоп, пред телевизор, пред телефон, меѓутоа дел и тоа голем дел затоа што голема висока процентуална застапеност има нови фитохемикали како што се зеаксантинот и лутеинот. Тие ги имаме нели во суплементативна форма, значи како таблетки да ги пиеме, меѓутоа нема потреба, според мене нема потреба. Доколку во текот на годината се исхранувате здраво, немате потреба во текот на есенскиот период од никаква суплементација. Доколку нели не станува збор за здравствен проблем, немам ништо против суплементи, меѓутоа да се строго под контролирани услови. Да, и зошто да не суваме суплементи кога можеме тоа на друг начин да си го... Само ако не мрзи. Да си го... Да, еве, ние, ти кажав, лично тргнувам од себе и од колегите дека многу работи ние сме си промениле благодарение на овој оброк на денот и на сите овие работи кои што постојано во минатите сезони и секојдневно ги нудевме, така што верувам дека имаме некакво влијание кај голем дел од луѓето и дека се менуваат полека навиките. Секако дека имате вие како медиум нели влијание, заради тоа што практично вие сте символично кажано докторот. Нашите пациенти веруваат на оној кој што ќе им каже нешто, веруваат и на вас кога ќе видат нели гости кои сте ги донеле, како сте донеле, и сето тоа има влијание врз нели гледачите, односно врз аудиториумот и практично и да не сакат еднаш ќе пробаат сега да вас смути. Тоа да знаете, можеби не обожавале тиква, ама пустото тоа нашето радозналото ќе си пробаме да видиме што направиа Цеца и Билјана денес и од таа причина значи навистина секоја пофалба и чест за вас заради тоа што нели ја велам, еден бебешки чекор е голем исчекор во промените кај луѓето. Мал чекор за нас, голем за општеството, како беше. Да, ти благодарам како и секогаш. Мислам дека денеска не дадовме мал број, туку милион причини зошто треба да конзумирате тиква во разни варијанти и на најразлични начини. Така што верувам дека тиквата како кралица на есента и како нешто што е традиционално од нашето поднебие ќе биде присутна во секој дом. Не знам дали ги гледаш, тамо имаме и тиквички плетени. Ќе ја поздравиме нашата Фани која што ги изработува, така што тикви од сите страни, само да ги конзумираме. Есенска декорација. Меѓутоа и конзумација. Така е. Фала ти многу за овие споделени рецепти и навистина се надевам дека ќе се најдат и на вашата трпеза. Останете на Телма, продолжуваме со другите содржини.